Добро утро, Слободанка, до тебе, добро утро и до сите гледачи кои што ова вторнично утро го започнуваат со нашата утринска програма. Ова утро ве поздравуваме од општината Бутел, општина која што брои близу 38.000 жители и една од поголемите скопски општини. Што се случуваше изминативе години во општината Бутел? Што може да очекуваат граѓаните во наредниот период? Какво е работното лето во општина Бутел? Ова утро ќе да знаеме од првиот човек на општината, господинот Дарко Костовски. Граѓанки ви посакам добро и убаво утро. Веќе навршуваат, односно истекува речиси вашиот мандат за неполни 4 месеци, завршува вашиот 4 годишен мандат, довербата кој што ви ја дадоа граѓаните и жителите на општина Бутел. Најпрво би сакала да ве прашам колку сте вие задоволни од овие 4 години додека сте вие градоначалник? Добро дојдовте во Бутел. Најнапред би сакал да потенцирам дека задоволството на еден политичар треба да се мери по однос на тоа што го ветил и што од ветеното е исполнето. И во таа смисла сега веќе, ако претходно со задршка одговарав на ова прашање, сега веќе комотно можам да кажам дека сум задоволен, бидејќи се она што беше ветено, особено капиталните инвестиции, што и не е баш политички пример во минатото во Македонија, е или реализирано или во фаза на реализирање. И навистина станува збор за работа која што носи гордост и лична за мене, но и генерално за општината, и гледам дека граѓаните овој начин на работа и оваа динамика која што слободно можам нескромно да кажам во минатото не беше забележана, ја поздравуваат на вистински начин. Да, што едно што ќе издвоите за овие 4 години, што беше вашиот фокус, кон што беше насочен фокусот и што беше она па и што граѓаните го барани и она што вие го ветивте? Ветивте модерна општина Бутел. Колку сега е општината Бутел модерна? Неколку од клучните работи кои што ги ветив се завршени, неколку се во тека, неколку за многу кусок ќе поминат. Тоа што е важно ќе го споменеме, се одвоени средства за истите и имаат завршена проектна документација. Секако во изминатиот период ќе споменам коритото на реката Серава, патеката покрај реката Серава, проект кој што беше со децении наназад ветуван, а веќе е во завршна фаза. Новото училиште во Избегол, кое што беше започнато и завршено за време на мојот мандат, новата градинка во Бутел 1, која што беше започната и веќе е скоро при крај во Бутел 1, и новата детска градинка во Бутел 2, која што е во една сериозна фаза од изградба, значи 2 нови детски градинки. Патната инфраструктура, асфалтирани се до овој момент околу 200 улици, динамика во која што и јас не верував дека на тој начин ќе се одвива, можеби дупло повеќе улици се асфалтирани по однос на тоа што беше ветено пред изворите. Кога е во прашање спортот и се што е поврзано со спортот, и спортската инфраструктура, и помагање директно на спортот, и на спортските клубови, и на спортистите, мислам дека тука навистина сме еден класичен добар пример за сите на кој начин се негува спортот. Кога е во прашање спортската инфраструктура, навистина за 4 години се направи премногу и мислам дека сме, како што споменав, еден светол пример. По однос на работите кои што следуваат, она што со гордост сакам да го истакнам е дека покрај оние проекти кои што ги добивме од страна на владата во висина од близу 6 милиони евра, меѓу кои се двата моста во Радишани кои што исто така со децении беа ветувани, поправање на 2 фасади во основни училишта на територија на општина Бутел, неколку спортско-рекреативни центри, културен дом и плоштад. За сето ово има завршена проектна документација, ги добивме сега во вториот повик, но добро е да споменам во вториот повик од владата, но добро е да споменам дека се она што беше по првиот повик од унгарскиот кредит од владата, директната помош од владата е веќе во сериозна фаза. Тука би го издвил паркот кој што се простира на 10.000 метри квадратни во населеното место Радишани. И она што навистина импонира е што надвор од овие средства, особено да направам разлика во вториот повик, надвор од овие 6 милиони евра кои што ги добиваме во вториот повик, пред се вистински да му се заблагодарам на претседателот на владата, на премиерот Христијан Мицкоски, кој што најде начин да издвои дополнителни 4 милиони евра
со кои што две исклучително горливи прашања за Бутелчани ќе се решат, а тука со гордост можам да кажам дека општината е целосно подготвена, завршивме проектна документација која што работевме 2 или 3 години наназад и во таа смисла Бутел ќе добие за многу скоро тендерираме, поточно ние ќе тендерираме поликлиниката како општина во соработка со Министерството за здравство, доколку пак водоводот во Љуботен и Љубанци, тоа е вториот проект, ќе биде тендериран од страна на Министерството за транспорт и врски. Значи генерално станува збор за реализација на проекти кои што на вистина одговорно го тврдам со децении наназад беа ветувани од страна на многу разни политички гарнитури, а ние за еден мандат или успеавме да ги завршиме или сме во тек на реализација. Вака кога зборувате имам впечаток дека општината не е толку некако атрактивна за градот Скопје, многу капитални проекти кои што вие како општина нели сами ги правите. Споменавте голем дел од улиците кои што се во завршна фаза асфалтирани, допрва нели ќе се прават и училишта и фасади на училишта. Каков е впечатокот она што го добивате од жителите, од граѓаните? Вие имате и отворен ден нели кога доаѓаат граѓаните, мислам вие имате средба со нив од претходно кажан термин, што е она што име горлив проблем да ја кажеме на Бутилчани или каде го насочуваат проблемот, што ним недостасува во овој период? Па тоа што клучно недостасуваше беа повеќе паркови места каде што можат да рекреираат, но со изградба на новите паркови и со изградба на коритото на реката Серава, на кеот на реката Серава и на спортско-рекреативните центри кои што во нив содржат и паркови, мислам дека тоа прашање полека го надминуваме. Една од најбараните работи е поликлиниката и затоа така ја нотирав и навистина можеби сум најгорд на тој проект, водоводот и сите оние работи практично кои што ги набројував како реализирани или во тек на реализација. Поврзано со градот Скопје морам да истакнам дека само во првата година од мандатот имавме некаква соработка со градот Скопје. Ни помогна околу неколку градски улици, практично тоа се улици кои што се под ингеренција на градот Скопје да бидат поправени на територија на општина Бутел, но по тоа навистина немаше никаква соработка, така да со следниот градоначалник на град Скопје верувам дека тоа ќе биде Орце Георгиевски, убеден сум во тоа. Верувам дека ќе имаме навистина добра соработка и тие работи кои што за жал не беа средени во изминативе неколку години ќе бидат завршени со него. Ете, можеби едно од работите кои што ние ја ветивме заедно со претходниот, тој со актуелниот граничник на град Скопје, но не се исполни, а тој е противпожарен пункт на територија на град Скопје, кој што е директна надлежност на градот Скопје. Така да убеден сум дека и тие работи кои што малце можеби затаја во минатото се поврзани со градот Скопје, дека ќе бидат реализирани наскоро. Да, немате соработка со градот, она што го направивте во изминативе години, од кој сте вие градоначалник, го имате направено нели со буџетски средства од општината. Има ли ингеренции градоначалникот да работи онаму каде што мора да има договор или со градот Скопје? Може ли вие сами да си ги направите работите кои што недостасуваат, а сепак треба да бидат нели во соработка со градот Скопје? За жал не, за такво нешто мора да се склучи меѓу општинска соработка, инаку просто правите кривично дело, инвестирате таму каде што немате право. Така да има еден таков проблем е чистење на кеот на реката Серава, делот каде што е под ГУП, каде што е под надлежност на градот Скопје. Онаму каде што е под наша надлежност, не само што го чистиме кеот, туку и градиме ново корито и нова патека. Така да, за жал, некогаш се случуваат моменти каде што ние и да сакаме не можеме да инвестираме, бидејќи ќе направиме кривично дело. Така да, за жал, единствен начин, како што споменав, е да се направи некаква меѓуопштинска соработка помеѓу општината и градот Скопје, за таа ингеренција, условно кажано, да биде префрлена на општина Бутел. Да знаете зашто ве прашав ова, затоа што не секогаш граѓаните се запознаени и знаат што е под градот, што е под општината, па тогаш велат дека градоначалникот на општината е нели виновен или ова не го направи, не го среди, затоа што не сите знаеме, нели не можеме да знаеме што потпаѓа под градот Скопје, зашто е задолжен да прави градот Скопје во една општина, затоа што нели сите општини што се под главниот град има и градот работи кои што треба да ги прави. Она што е споменавте неколку пати
спортски игралишта, мега паркови. Буквално Бутел може да се каже дека е една спортска општина, каде што и во изминативе години вие инвестирате, се трудите и правите за спортот, она што исто така е актуелно и дека доделувате моментално и спортски ваучери на спортски клубови, како и кој може да аплицира и на кои може нели да ги добие тие спортски ваучери. Само еден збор да додадам на претходната констатација ваша. Секој што се кандидира за градоначалник и што ќе добие доверба, треба да биде свесен дека е одговорен за се. Поточно, граѓаните очекуваат буквално од вас се и тоа што не е ваша ингеренција, тие очекуваат да завртите некаде, да направите притисок и тоа да биде сработено и некако тој предизвик го имам прифатено. Да, активен е јавен повик за доделување на финансиски средства, овој пат за спортски клубови. На спортистите им дадовме стипендии пред извесен период, пред еден месец, пред месец и пол-два. Додека сега се активен е јавниот повик за директна финансиска помош на спортските клубови, можат да аплицираат сите спортски клубови кои што имаат адреса и функционирање на територија на општина Бутел. Така да повикот трае уште неколку дена. Јас на вистината ги повикувам сите спортски клубови да аплицираат, бидејќи имаме убава сума на пари, која што сигурен сум дека ќе им биде од голема полза. Да, она што беше актуелно изминатиот период или до пред неколку денови можеше да се аплицира и за финансиска поддршка за пензионерите, па како дојде ова не беше нели ветено, не беше во програмата, но сепак односно од кога се кандидиравте нели за градоначалник, но сепак ќе ве издвоивте дополнителни средства да се даде една финансиска поддршка на пензионерите на оваа општина. Да, втора година поред го правиме тоа и некако многу убаво поминува. Мислам дека многу повеќе на пензионерите им значи вниманието кое што го даваме како општина отколку самите финансиски средства, но секако во овие динамични времиња и секаква финансиска помош може да помогне. Јавниот повик, овој втори јавен повик кој што го правиме втора година поред е завршен. За многу скоро ќе излезат и имињата на пензионерите, ќе бидат контактирани од страна на општината и ете ќе добијат мало финансиско олеснување за овие летни денови. Да, кога ќе можат, верувам дека тоа ги интересира сите оние кои што имаат аплицирано, кога ќе можат да ги очекуваат овие средства? Па мислам дека до најкасно до почеток на месец август тие средства ќе бидат на нивните сметки. Тоа е многу за скоро. Истекува вашиот мандат, 4 години, вашата партија или партијата која што ве кандидираше на изминатите локални избори, ве кандидира повторно, односно повторно ќе барате довербата од бутелчани за втор мандат како градоначалник на оваа општина. Што ќе биде во фокусот на овие локални избори? Во шала заедно со мојот тим периодов знаеме често да кажеме дека навистина треба да седнеме и да размислиме што ќе биде фокус на следниот дел од нашата кампања, бидејќи како што споменав, најголемиот дел од клучните потребни работи на територија на општина Бутел ќе бидат или завршени или веќе започнати. Така да секако дека имам идеи, имам и идеи кои што ќе бидат реализирани заедно со градоначалникот на градот Скопје, така покрупни проекти. Но за сето тоа ми треба малку време, за сето тоа убаво да го склопиме и пред изборите да го понудиме на граѓаните на општина Бутел, но она што сметам дека е најважно и што ќе бараат граѓаните на општина Бутел е тој отчет што ќе го дадеме за сработеното за овие 4 години и мислам дека тоа ќе им биде сигурноста дека и во наредните 4 години ќе изградиме, бидејќи џабе каква год платформа да понудите со идеи, доколку не сте докажале дека за време на вашиот мандат нешто сте сработиле од тоа претходно што сте ветеле, мислам дека ќе биде тоа празно слово на хартија и веќе граѓаните и како политички и како политичкото ниво на размислување е подкренато по однос на тоа што било во минатото, навистина многу добро лоцираат кој работи, како работи, на кој начин работи и врз основа на тоа ја даваат довербата. Ако има видливи промени, верувам дека не можат нели да се оспорат и затоа луѓето ќе си го кажат нели следно своето размислување на новите локални избори кои што ни доаѓаат на есен. Тоа ќе биде многу скоро. Што е во фокусот на работата летово, што ви остана да досработите од она што го имавте ветено и она што го имавте ставено во вашата програма? Уште напоменав, паркот во Радишани се гради.
се гради кејот на реката Серава, патеката е изградена, но таму ќе добиеме уште нови 5000 метри квадратни парк. За многу скоро ќе се отвори и за тоа, добро што го споменавте ова, ги замолувам за трпение граѓаните на општина Бутел, пошто ќе се отворат наистина многу фронтови во текот на летото, фронтови во смисла на работа, тоа градежно лето. Навистина премногу проекти за многу кратко ќе почнат да се работат, некаде околу 50 на улици, меѓу кои големи клучни сообраќајници, затоа замолувам за трпение, како што споменав, неколку мостови, неколку 3 спортско-рекреативни центри, навистина ќе отвориме една динамика каква што досега не била позната и затоа замолувам за трпение. Знам дека некогаш нервира додека се одвиваат одредени процеси, градежни активности и така натаму, но сето тоа е за добро и веднаш после тоа можеме да го почувствуваме тој бенефит сите заедно, дали е тоа нова улица, нов спортско-рекреативен центар или некаква посериозна поголема град. Верувам дека ќе бидат трпеливи граѓаните, затоа што убаво е нели кога се гради, тоа придонесува за општината во која што живеат за една поубава или модерен Бутел, модерна општина, како што и вие нели ви беше во вашата програма на почетокот на кампањата или кога беа минатите локални избори. Јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и ви посакувам успешна работа, да се ги дозавршите сите овие проекти кои што ги споменавте и кои што се во тек. Ви благодарам и јас, ви благодарам за одличните прашања и за тоа што сте во тек со работата на општина Бутел. Да, Слободанка, ние доколку немате прашања до градоначалникот на општината Бутел, ќе ве поздравиме од оваа скопска општина и секако ќе ве поканиме понатаму нели да останете со нашата програма и она што го подготвивме за ова утро во Добро утро секое утро.